Денеска ќе зборуваме малку повеќе за DAF дезодорансот кој што дава свежина и нега за целото ваше тело, а не само под пазувите, и малку повеќе внимание ќе посветиме на асортиманот, видовите на пакување, варијанти на мириси и препорачаната употреба. Асортиманот е достапен во повеќе пакувања, така што секоја жена може да избере што и одговара. Видови пакувања може да го најдете во вид на спреј, кој што е лесен за нанесување на сите делови од телото, во вид на крем со витамини за обновување и подобрување на најчувствителните области, гинеколошки тестиран за употреба и во интимните области. И стик што лесно се лизга по кожата, лесно нанесување за области како бутови и набори, кој што е гинеколошки тестиран исто така за употреба во интимната област. Како варијанти на мирис можете да ја најдете оригиналната варијанта, чистиот мирис на DAF, што луѓето најмногу го сакаат, но исто така го сакаат и мирисот на лаванда и камилица, билен мирис и свежина, но и мирисот на малина и роза, кој што дава свежина и овошен мирис. И препорачана употреба на секаде каде што чувствувате потење, мирис или триење, вклучувајќи ги внатрешните бутови под градите, грбот, стапалата, наборите и интимните области. Многу повеќе за сето ова дознаваме и во продолжение. Мириса прекрасно, секаде. Од тука до таму и дури таму. Новиот DAF дезодорант за цело тело, дерматолошки тестиран. Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со доктор Александар Савески, ортопедски хирург на клиниката за ортопедија и доцент на медицинскиот факултет при УКИМ. Владимир Богоевски, Богој, поранешен одбојкар и тренер. И Иван Наумовски, македонски бас-баритон и доцент по соло пеење. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студиото со прекрасно друштво кое што го најавив од рано наутро и ви кажав дека немам за што да се грижам, затоа што тројца ќе ме чуваат денес, како можам така да кажам, и тоа случајно или не случајно облечени во иста боја, но ми се допаѓа таа боја што ја носат затоа што е свежа, летна, така светло-сина, мислам дека и баш одговара на амбиентот. Добро утро за сите вас. Најпрво ќе го поздравам господинот кој што седи веднаш до мене од десната страна. Спортска легенда во Македонија, па не само во Македонија, и во поранешна Југославија, на Балканот, Европа, па и во светот, Владимир Богоевски, познат како Богој. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ви најдов. Како сте? Супер. Летна шема. Летна шема, на здравје кафенцето, дали го погодив во однос на шеќерот? Може да требаш уште малце? Ја малце посладко спијам, добре. Една лажичка ставив. Докторот ќе ме кара сега. Лажичка, лажичка да го. Да, малецка беше лажичката, имате право. Ќе направиме уште едно подоцна, не е никаков проблем. Веднаш до вас е доктор Александар Савески, кој што е ортопедски хирург, многу добро познат на нашата јавност. Како сте, докторе? Добро утро и добре дојдовте. Одлично, благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Пред неколку ден-два се вративте од одмор, ако не се лажам, кога се договаравме на граница, ви се јавив кога бевте. Немате дерман од нас, новинарите. Прво што се тебе се така. Да, ви благодарам многу што одвоивте време да дојдете ова утро. И уште еден господин денеска заедно со нас, како ководител може Иван да ви видите. Ководител, секако. Иван Наумовски, македонски бас-баритон и доцент по соло пеење. Добре дојдовте и вие, исто така многу познат на македонската јавност и по тоа што го правите, но и по вашиот шарм и харизма, така знаат да кажат. Благодарам на обоите зборови, Милена, на вистина, и ти благодарам за поканата во студиото. Иначе не бевме договорени, ама кошулата, поради тоа што не се вратил од одмор, ради бојата, најубаво му стои сега кошулата. Зашто и сунчане малце најдобро му стои. Бирано. Така, вие не сакавте кафенце, само вода, не пиете кафе или веќе го испивте дома? Пиевме, ја го испив. Пиевме. Ама, па да знаев ќе ве викнав уште во првиот дел, јас велам ајде да не ве будам толку рано.
се шегувам, секако ако се предомислите и вие малку подоцна, секако дека сме тука да ви направиме. Имаме многу теми, јас ајде нема да должам толку со вовет, за да стигнеме да кажеме се, бидејќи има многу прашања за сите тројца, но би сакала со вас да почнам, затоа што имаме многу теми со вас, но главниот повод зошто сте денеска тука е оваа книга Секогаш на врвот, биографска книга за вас напишана од господинот Златко Калински. Биографија за вас како личност, како спортист, од вашите почетоци, ќе пролистаме малку, не можеме да прочитаме се, но јас дефинитивно ќе ја прочитам затоа што кога истражував за вас, за да знам што да ве прашам, нели, бидејќи не сум била родена, кога вие сте играле и сте постигнувале огромни резултати, дознав многу информации. И не знам дали се свесни оние луѓе кои што не гледаат во моментов некој дан, но некој можеби не, со каква легенда седиме ние спортска тука. Алек, Иван, го знаете господинот сигурно. Јас ги прашав моите родители вчера, се многу добро ми објаснија. Што рекоа прво? Легенда. Легенда и татко ми кажа дека Богој имал 3 метри одраз. И ја му веламе па сега на овие години 2 метри нека бидат. Тоа беше едно нешто што ве двоеше од другите? Карактеристика, да, една од карактеристики, да. Тоа што имав 1 метро и 5 сантима скок. Како изгледа тоа? Не знам тука сега дали можеме да пробаме. Имаме ортопед тука за не дај Боже. Ако нешто се случи. Иначе докторот ми беше комшија од Авдаличе. Така да се знаеме. Супер, значи се знаете. Татко му, да, нормално, да. Супер. Минатиот месец некаде крајот на мај, мислам дека беше промоцијата на книгата. 27 мај, ако не се лажам. Авторизирана биографија за Владимир Богуевски. Како поминавте на промоцијата? Па мислам дека промоцијата направивме на најврвно ниво. Направивме у добар амбиент во хотел Холидеј. Да. Имавме многу добри гости, дури претседателот на државата Гордана Селјановска беше поканета и беше дојдена. Причината нејзина за доаѓањето беше затоа што ние сме школски другари уште од после земјотресот од 5 оделение, заедно учеме осмолетка у Коменски, потоа у Ѓорѓе Димитров. Така да врло радо се одазва на позивот и да се видиме и со Калински, на Калински му беше она дури партнерка за матурско. Стварно. Така да тоа е еден спој. Баш убаво. Имавме убав момент да се дружиме повторно. Еве што пишува делот тоа. Оваа книга представува опис на кариерата на Богуевски, спортист од светски ранг, врвен тренер и одличен спортски работник. Да, покрај тоа што нели бевте играч, бевте и тренер, бевте и се уште сте на некој начин дел од МОК, сте носеле наш дрес, сте носеле и дрес на Реал Мадрид, не можеме тоа да го заборавиме, но со ред. Ќе споменеме се она што било дел од вашата кариера. Добро, да. Би сакала да се надоврзам, бидејќи вие спортистите, за жал, некогаш може да имате спортски повреди, нели? Дали некогаш ви се случило нешто такво вас? Мене ми се случило и тоа на 2 европски првенства. На 2 европски првенства, баш кога сум освоил 2 медали, на 2 медали имав спортска повреда. Едното ми беше повредено окото, а на другата ми беше повреден палецот, така да 7 утакмици играв со пукнат палец, да речем, ама освоивме медал со пукнат палец. Цело време бандажиран беше, не го осеќав. Немаше крв унутра, докторот знае подобро. Да, сега баш и тоа сакав да го прашам, се сретнувате вие со многу спортисти кои што имаат повреди, кои се најчестите повредите покрај, да речеме, палецот, како што било кај господин Богуевски? Најчесто кај спортистите повреди се на колено, мекот кивните, поредко коскените, сега кој е појака сила, појака травма. Меѓутоа мекот кивните на колено и во зависност од спортот, скочниот зглоб исто така повеќе кај тенисери, кај фудбалири, коленово одбојка, рамото исто така. Да, зависи и кој спорт. Во зависност од кој спорт е, и тоа се повредите кои што се најчесто. Меѓутоа ако се генерализира, коленото како и најоптовуруван зглоб е најчесто повреден и најчесто склоп, бидејќи реално е и најсложен зглоб од сите зглобови во човековото тело. Која повреда може да придонесе да веќето играч
да не се бави со тој одреден спорт. А па тоа Или е зависи индивидуално е тоа, да. колкава е повредата од самиот човек. Да, најмала регенеративна мок имаат остеохондралните лезии, односно повредата на рескавицата, бидејќи после рожницата на окото имаат најмала регенеративна, односно најмала мок способност да се обновува тоа ткиво и да се надомести со истото ткиво. Така да мислам дека од спортистите најчестата причина за кој што они порано се пензионираат, да кажеме, е најчесто повреди на рскавицата. Така. Иван, играш тенис рекреативно, ако не се лажам, да? Играм, ама јас додека свирам клавир некогаш може да се повредам прстот, ако црната дирка ми лизне вака малце. Да, често кај оние кои што свират пијано, знам карпал тунел можат да Мораат да внимаваат, така, мораат тоа е екстремно внимаваат. едно од почестите. Мораат екстремно внимаваат, се шалев јас повеќе ете пеам. Секако сум спортист по природа и многу ми е некако драго што тоа се случи во текот на мојот живот, затоа што така си го запознав своето тело ствари, што можам, што не можам, затоа што луѓето не сваќаат колку ствари пењето е физичка активност. И на пример, ако имам некој многу важен рецитал, да речеме со уметнички песни или арии, што и да е, да речеме така, од повисока магнитуда или на страна кога имам некој концерт, 3-4 дена претходно воопшто избегнувам во теретана да одам или некаква активност да имам, затоа што ако телото е уморно, секако и гласните жици и гласот ќе биде уморен. Ти мораш малку да туркаш и кога туркаш, појако кога туркаш, уствари ги стресираш, им создаваш баш, како што кажа докторот, траума на гласните жици им создаваш. И тука може да ја платиш сметката, да речеме, на денот на концертот, да не бидеш во 100% на состојба, да кажеме. И исто така и сум имал и повреди на зглобот, така по-малечки. Така. Да кажам, затоа што не сум бил професионален спортист, но многу ми е на никој апсолутно професионален спортист не би му посакал некаква повреда, односно каква и да е, затоа што сметам дека таква желба да има човек нешто да прави во кое што е добар и да се труди и цел живот да дава некаква жртва, тоа е веројатно голема фрустрација, исто како што не дај Боже за пејач кога не би можел да пее, мислам тоа е гласот нешто да се случи. Не дај Боже, мислам тоа, но верувам дека со модерната медицина, еве јас колку што знам, може да ме исправат, тука имаме врвен спортист и одличен лекар, еве да кажеме доктор баш по медицина во таа област. Ако човек се грижи доволно добро, еве Новак Џоковиќ е пример сега, да не збориме генетски дека е freak of nature, но сепак знам дека со модерната медицина многу добро може да се помине и да се регенерира телото, дури и појаки повреди ако се случат, предпоставувам во порана возраст, ако се случат, да речеме. Да, сигурно има врска и годините. Да, апсолутно. Меѓутоа и старосната граница кај спортистите е сега малце померена нагоре, така да софистицираноста на препарати, на импланти, сепак го продолжува и тој работен век кај спортистите. Па и ве гледаме Роналдо уште игра. Уште игра, да. Вчера 2 гола даде со Португалија. 41 година даде 2 гола, а Меси веќе има 5 гола со колку има 39 нешто така. 38 пуни, да. Исто нешто така мислам. Тука се. Мислам тоа е. Да, апсолутно, да. Порано 37, 38 мислам дека 39 години го победи Јаник Синер полуфинали во Австралија Опен во 5 сета. Тоа е дефинитивно се поместени граници. Ми се допаѓа вака што и јас следам малце фудбал, па можам до некаде да се најдам, бидејќи машките, нели, дефинитивно повеќе следат, ама светско првенство во фудбал или било кој друг спорт стварно треба да се следи, нели? Мислам дека колку што можеме, сега го кажав и тоа Сабајле во однос на временската разлика, не можеме сите надпревари да ги гледаме бидејќи некои се многу рано наутро, ние тогаш спиеме, ама репризи даваат, па успеваме да гледаме нешто. Инаку видов вчера или завчера или пред неколку дена едно видео, Иван, како скокаш на јаже. Аха, да. Значи, го гледав неколку пати, викам чека да видам тука вештачка интелигенција дали употребена, но дефинитивно не беше. Така што малку е скромен во однос на спортскиот ангажман. Не, имам неколку скриени нешта кои што не јас не ги таленти. Па да кажеме, кои што не ги знае публиката, ролерки возам навистина многу добро и кога бев дете, кога бев помал. Сакав агресивни ролерки, оние кои што можеш да грендаш по шипка, да скокаш се. Сега предпоставам не можам се истото да го правам, но предпоставам можам, но некако повеќе ми е страх, можеби малку сум попаметен од тоа што бев, да речеме. Так. Точно скокам на јаже, најмногу практикувам теретана, тенис и скијање, затоа што индивидуалните спортови веќе после 30 години, да кажеме, кога луѓето имаат повеќе обврски, малце е потешко да се соберат, нели? Повеќе луѓе за некаков спорт, посебно па да речеме ако е фудбал, треба навистина сите да се во добра кондиција, не е тоа
Не е туку така. Не е баш така наивно. Ако си има константност во тенис или во теретана, џогирање исто многу трчам. Да, Индивидуални спортови. Индивидуално сметам дека можеш повеќе себе си да се контролираш, така. Да. Браво, одлично. Ми се допаѓа што ја начнавме темата спорт и ќе биде најзастапена веројатно во денешната емисија. Сакам да ве навратам назад, многу назад, 75-76 година. Ако нешто сгрешам, ќе ме исправите, но мислам дека добри информации сум добила. Шампионската титула таа сезона со Вардар се смета за историски успех. Сакам да знам што ја правеше таа генерација толку силна. Истата таа сезона бевте прогласени за најдобар играч во Југославија. Што значеше тоа за вас, за нашата земја? Како се сеќавате на тие работи? Дали се нервирате кога гледате некои работи дека не се сега како што биле во однос на спортот тогаш? Тоа беше друга, да речеме, генерација и друга епока. Тоа беше момент кога одбојката го достигна врвот, да кажем. Затоа што Македонија имала, да речем, епоки во различни спортови. Значи, прво беше фудбалот, па направивме ми одбојката да ја качиме да биде над фудбалот, над кошарката, над ракометот. Потоа дојде кошарката, стана четврти во Европа, се качи над сите. Да. Сега рукометот стана нели они пети во Европа, така да оваа генерација сега што е ракометната е, да речеме, Доста моментот добра. кога кога чекаме да направат и некој резултат. Тие веќе неколку години, не неколку години, него многу пати се веќе квалификувани за европски светски првенства. Секоја година у јануари гледаме или европско или светско првенство. Меѓутоа го чекаме тој последен скок да се направи некој резултат. Нашата генерација беше 75-6, тачно 50 години откако сме освоиле таа титула и беше епохална затоа што до тој момент македончето, да го кажеме, немало таков резултат. Кажам македончето затоа што ми е така не викај у деминутив, македончико ќе ти кажат, ама ние станавме после македончишта. Значи од македонче станавме македонец. Така да таа генерација моја од таа година, од 75-та, 6-та, 80-та, кога имавме две европски првенства, медали освајавме, отидовме на Олимпијада, јас бев капитен на репрезентација, покажаме дека и македонецот може да биде не само дел од таа екипа, туку да биде и лидер. Да бидеме најдобрите играчи беа фактички вардаровите играчи. Ние од поставата што играше на Олимпијада, тројца беа македонци. Тренерот беше македонец, докторот беше македонец, председател на Федерација на Југославија беше македонец. Така да ми направивме бум со одбојката и ја качивме на највисоко ниво, спортско ниво. Така, ви не стасуваат ли тие времења? Ја го освоивме купот на Југославија 79 година и после тоа од 80 година, оној момент кога да кажам, не прочитаа надвор, видоа дека и ние нешто вредиме, почнавме да добиваме понуди за да играме во странство и јас бев првиот тој што отиде во странство, иако имаше големи проблеми за моето одење, дури донеса на ниво на Југославија еден закон дека не може спортисти пред 28 години да идат во странство. И јас бев тој првиот што ја урна таа бариера, да речем, пред 28 години, 27 години отидов во странство. И мислам дека тоа беше и најдобриот потек што може да се направи за спортот, затоа што и сегашниве наши спортисти во многу спортови се докажуваат на туѓ терен, меѓутоа кога ќе се собереме и кога ќе направиме екипа од тие странци што играат во тие надворешни екипи, може да се направи добар резултат. И мислам дека таа е добра формула. Така. Ќе се навратиме пак на другите успеси кои што сте ги имале во текот на кариерата. Докторе, сакам да позборуваме малку за остеоартрит, артроза и што беше третото што рековме дека ќе ги разграничиме. Да, па генерално се со Бидејќи луѓето ги мешаат, нели мислат дека едно исто, а не е всушност артрит, истата. Да, артрит и артроза, да. Генерално клиничките манифестации се исти, меѓутоа во однос на вокабуларот повеќе артрит се рачуна за повеќе воспалително, за разлика од кај артроза кој што повеќе се смета за дегенеративно нешто или процес на старење, меѓутоа во однос на клиничките манифестации ги имаат истите симптоми и представуваат најчестата причина за кој што населението доаѓа да побара помош од ортопед.
Иначе се манифестира со прогресивно оштетување на зглобната раскавица и со дегенерација на зглобната капсула и периартикуларните ткива. Тој што кажавме кај спортистите представува доста голема причина за неможност за продолжување на играта, понатаму кај голем број на спортисти представува и причина да прекинат да се забават за спортска активност, бидејќи болката, понатаму ограничените движења и вкочанетоста се причини и клинички манифестации и представуваат една хетерогена група на заболувања кои што регенолошки, клинички и патогенетски се со исти карактеристики. А како, еве, например, ја не знам, за пример, чувствувам некоја болка тука, или тука може, не знам, како да препознам? Нормално ќе трчам на доктора, апсолутно, да не трча некој цело време на лекар, посебно болката подоцнежни во години. принцип представува еден компензаторен механизам на човековото тело за кој што кажува дека нешто не кој што треба, да. Понатаму потребно е да се направи, бидејќи болката може да биде од најразлична етиологија. Може да биде пример од остеоартрит најчесто што е, меѓутоа може да биде причина и повреда на мекоткивни структури, може да биде повреда на мускули, може да биде повреда на зглобна капсула и така натаму. Заради тоа императив за лекувањето на овој тип на повреди е да се постави правилна дијагноза. Како се гледа? Ехо, томографија, рентген, што? Во зависност од прво клиничкиот преглед е доста битен, анамнезата нормално, вербалниот контакт помеѓу пациентот и помеѓу лекарот исто така битен, меѓутоа понатаму во зависност од што имаме потреба, тоа правиме. Доколку ни треба да видиме дали е коскено, тогаш дијагностички протокол е рентгенграфија. Доколку имаме потреба за или сметаме дека се работи за некоја мекоткивна, например повреда на менискус, повреда на лигамент, тогаш магнетната резонанса е дијагностички протокол, а компјутерската томографија користиме тогаш кога нешто зглобно сметаме дека се случува, и за да се види тридимензионално во сите три рамнини каков е зглоба. Да. И генерално со овие дијагностички протоколи и процедури можеме да ја потврдиме дијагнозата за што се работи и во зависност од дијагнозата понатаму исто така да се третира. Така, ќе зборуваме и за третманите подоцна хируршки, нехируршки и така натаму, но сакам да погледнеме едно видео од Иван. Иван, ти ми прати две видеа, јас го одбрав второто, ми се чини, така некако двете беа прекрасни, ете така некако тоа ми дојде. Сакам да го погледнеме и да го слушнеме заедно, па подоцна ќе го искоментираме. Ова е од театарот Шенбрун во Виена. Imagine
kings of the uprising, and the rulers take counsel together, take counsel together against the Lord and against his against the Lord and his anointed. Еве аплаузи во студиото, браво, браво, браво. Иван Ова рече дека е пред 6 години во Виена. Пред 6 години е во Виена, во театарот Шенбрун, ова еден настап кој што беше поврзан со универзитетот тогашен, на кој што ги студирав моите втори мастер студии. Има ли уште студии? Ервин Ортнер, леле не, ме праша некој, Иван, дали планираш да правиш докторат? Не. Не, два магистри доста ми се во градско универзитетот и во Виена. Исклучително ценети магистри. По Бонтон не се пишува и према лекторство не се пишува два пати магистар, само еден пат се пишува магистар без разлика колку и магистри да имаш. Така. Освен ако не е во различна струка, да кажам, каде што се потенцира. Зашто е? Стениот магистар, ова е генерално две различни области во музиката. Првиот беше на универзитетот во Грац, каде што бев примен со една стипендија Best of South East од земите во западното и источното балканско подрачје, генерално од целиот Балкан. Пеев во операта во Грац, пеев во сите сали, исто во градскиот музик Ферајн пеев, во салата, во главната сала, во миноритен салата, во казематен арената пред многу луѓе, во операта во Грац пеев еден фантастичен период од 3 години кој што го има. Можам да замислам колку било тоа величествено, чест, задоволство за тебе. Сам во такви сали да се настапи. Знаеш како? Во такви опери. Да, не требаше тогаш никој да ме штипне, некако. Или си знаеше дека си го заслужуваш тоа? Како да, па не, види ништо. Од една страна да, од друга страна некако како и да ги земам во тој момент, не можам да кажам здраво за готово нештата, но толку беше природен тој тек, толку беше природен тој пат тогаш, што ништо не ме изненадуваше тогаш едноставно, само знаев дека ова е одлична база за следниот чекор. Следниот чекор ќе биде одлична база за понатака и цело време сакав да се надоградувам и Грац некако мал ми беше искрено, многу повеќе целев од Грац, отидов во Виена. Бев насочен од една бивша покојна врвна оперска пејачка Габриеле Лехнер да одам кај професорот Карл Хайнц Ханзер во Виена. Ми рече, јас те праќам Иван, оди. Таму. Отидов таму и на почетокот секако нова средина. Студирав во Грац, заборев да напоменам, музички театар, како и да се работи во опера. Настапував во универзитетските продукции со главни улоги, настапував во операта во Грац. Исто време настапував во Македонија, се вратив за мајските оперски вечери. Игор Дурловски беше тогаш директор на Македонската опера и балет. Ме ангажираше да ја пеам главната улога во истоимената опера Евгенио Његин од Чајковски. И Виена беше сосема една нова средина каде што требаше да се мрежам, да правам, односно да создавам нови контакти. Некако исто така по еден природен пат се таму се случи, амбициозен бев, се уште сум, обврска плюс во музиката, да се посветиш на нешто што е плюс на страна, да речеме, од студирањето или сега од мојата работа како професор, доцент, односно професор на факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Се што е обврска плюс, тоа ми е животот, тоа од секогаш ми бил животот и сметам дека на музичар тоа треба да му биде животот. Тоа е единствениот начин за да може да се надоградува, да го достигне на следно скалило, оној следен чекор во Виена студирав уметничка песна и ораториум. И еве после многу долги години се најдов во Македонија и се нашалив минатата година 2025-та година во некои емисии и во некои медиуми каде што гостував, затоа што 2025-та, нескромно ќе кажам, беше зенитот, да кажам, на мојата кариера, кога во еден месец успеав да настапувам со Македонската филхармонија, потоа да летам за Виена да настапувам со маестро Јоханес Вилнер и со Карл Михаел Цирер оркестарот во Златната сала на Музик Ферајн во Виена. Тоа беше стварно момент каде што требаше да се штипнам. Единствениот момент на мојот живот. За одма неколку дена после тоа да настапувам со оркестарот на Македонската опера и балет пред платото на операта повод 200 години
раѓањето од Јохан Штраус, мислам, за мене лично голема гордост и фантастични достигнувања. Треба, секако. Со Симон Трпчевски исто настапував на концерти, сам создавав рецитали тука во Македонија и на страна во Рим настапував исто така. Оваа година малце полокално, требаше да го отворам календарот хронолошки да видам од јануари до сега што се случило, ќе најавиме понатака. Ќе најавиме секако. Ќе оставиме за 2026 понатака. Ќе има уште многу настани до крајот на годинава, верувам, кои што ќе ги најавиме во текот на емисијата. Убаво го кажа, тоа требаше се штипнам дали е сон или јаве. Дали вие кога го облековте дресот на Реал Мадрид требаше да се штипнете, бидејќи бевте единствени, мислам дека се уште сте единствениот македонец кој што го носел дресот на Реал Мадрид. Дали вас тогаш ви се веруваше или бевте пола јаве, пола сон? Или си следеше сето тоа, по успехот претходен? Не знам, тоа е некој пат, веројатно што секој, да речем, спортиста или уметник, па и дури и доктор има некоја звезда што го води натака. Ја мислам дека мојот пат беше за Реал Мадрид. Дали ќе играв кошарка, одбојка, фудбал, ја мислам дека ќе играв за Реал Мадрид. Значи тоа беше тимот. Тоа беше тимот. И иако одбојкарскиот спорт, да речем, во Шпанија не беше на истото ниво кој што бевме ние Југославија во тоа време, јас се определив за Реал Мадрид затоа што името Реал Мадрид има своја тежина. Значи, тоа беше клуб кој имаше само 3 секции: кошарка, одбојка и фудбал. И кога ме повика Реал Мадрид, ја нормално разговарав со мојот родител, со татко ми, ние бевме сите одушевени дека да добиеш таква понуда од таков клуб. Мислам, несватливо беше, само можевме да гледаме на телевизија и гледавме дека 6 пати Реал Мадрид беше у тоа време шампион на Европа. И татко ми вика, мислам дека нема тука што да размислуваме. Туку се пакуваме и одиме. И се спакуваме и отидовме, така е, баш така е. Меѓутоа, не беше, да речеме, наклонето моето одење многу во Реал, затоа што само траеше 2 години, затоа што Реал Мадрид и сега е фирма која во моментов има 1200 запослени и која само се финансира. Значи, тamo државата не може да учествува со пари, значи парите се прават исклучиво во Реал Мадрид и секцијата по одбојка во тој момент беше, да речам, по квалитет трета, нормално, после фудбалот, кошарката, со мене беа и можда они по име ги знаат Дали Пагич и Дели Башич во тоа време во Реал Мадрид. А тренер беше пред тоа Милјанич и Бошков во Реал, така да имаше една колонија наша мала југословенска. И после 2 години секцијата се укина затоа што не ствараше пари. Трошеше пари, а немаше приход на пари. Така да таа епизода траеше само 2 години во Реал Мадрид, меѓутоа мислам за мене остави многу голем траг и ја остави голем траг. Секако. А доказ за тоа беше минатата година во ноември мене ја добив специјална покана од Флорентино Перез и од Бутрагењо. Имаме и сликата. Директор, да. Имам сликата. Да бидам гостин на една утакмица Реал Мадрид Валенсија. И да речам, не бев во VIP ложата, него бев во главната ложа кај што е позади Флорентино. Што сте биле поканети од него се знае. Да, али има VIP и VIP. Вашата големина. Да, така да мислам тоа е големината на клубот што не ги забораваат своите, да не речам звезди се или луѓе што направиле нешто за клубот. Звезди, не бидете скромни. Звезда сте биле, звезда сте уште. Имаме уште многу што да кажеме и со сите тројца, но време дојде за реклами. Јас не знам, мене многу брзо ми помина времето. Верувам и вас, но имаме уште повеќе од половина час за разговор, така што останете со нас, драги мои. После рекламите се враќаме во студио.